Почитувани, опасни се најавите на ДПМН за блокада на европскиот пат на Македонија. Блокадата на нашата држава од една страна и на трешните поделби од друга страна ќе предизвикаат огромна штета за линијата на државата. Тоа е клучната опасност од доаѓање на власт на ДПМН и режимот во најава. На овие избори СДСМ плаќа цената на тешките одлуки, но тоа не смее да не одврати од идејата за прогрес. Македонија мора да биде европска земја, бидејќи не постои друг начин да се направи суштинска промена дома. Нашите граѓани мора да имаат подобар стандард, подобро здравство, образование, владење на правото. Цели 30 години се обидуваме сами да го направиме тоа, но без успех. Граѓаните кои на 8 мај излезат на гласање, мора да имаат предвид дека иднината на земјата е под сериозна закана. Сите знаеме како изгледа владење на режимот, масовно прислушкување, суди бирани од тефтерчиња, нарачени илустрации, апсење на новинари, тепање на студенти, плячка на државниот буџет, тргување со националните интереси, меѓународна изолација на државата. Ако десничарската ДПМН добие мојки, многу известно е дека ќе се соочиме со крај на нашата европска перспектива. Крај на независни медиуми, крај на надежта за независно судство и правда за сите. Тензиите во државата ќе станат наше секојневие. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е силна партија, единствен наследник на народно-ослободителната борба. Партија која е подготвена се бори за едината на граѓаните и државата. Во пресрет на вториот изборен круг, СДСМ повикува на мобилизација на демократскиот блок околу идејата за прогрес и европски вредности. Лесно е да си против своите, но тоа не е излезот. Наместо тоа сите заедно треба да сме против ДПМН, единствениот противник на прогресот во државата. На 8 мај мора масовно да се излезе на избирачките места и да се гласа за конкретна идеја. Казнувањето на одредена партија со гласање против ќе даде краткорочен ефект, но ќе има долгорочни последици за иднината на Македонија. Македонија конечно треба гласа за прогрес. Благодарам.